Ќе разговараме денеска за повеќе теми. Би започнала со она што е број еден вест во светот, а тоа се изборите во Соединетите Американски држави, каде победи републиканецот Доналд Трамп. Убедливо победи пред неговиот против кандидат, демократката Хилари Клинтон, но истовремено го освои и Сенатот и Конгресот, што значи дека републиканците на голема врата се враќаат на власт во Соединетите Американски држави. Тие и претходно имаа мнозинство во Конгресот и во Сенатот, но сега, вклучително со изборот на председател од оваа партија, влијанието ќе биде дополнително зголемено. Се очекува уште во првите денови од својот мандат Доналд Трамп да постави и еден член на Врховниот суд на Соединетите Американски држави и со тоа веќе да се зацврсти власта, односно да се зацврсти превласта на републиканците над демократите во САД. Вчера се одржа првата средба помеѓу досегашниот председателот во заменување Барак Обама и новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп. Истовремено се сретна и првите дами, односно досегашната Мишел Обама и сопругата на Доналд Трамп Меланија Трамп. Имаше пријателска атмосфера од она што можевме да го видиме, иако во текот на кампањата имаше заострени пораки еден кон друг. Трамп силно го има критикувано председателот Обама, особено неговата програма за здравството, најавувајќи дека уште првиот ден кога ќе заврши инаугурацијата, тоа ќе биде на 20 јануари, ќе укине оваа програма. Обама пак имаше силни критики кон Доналд Трамп, особено затоа што тој е човек кој досега никогаш не извршувал јавна функција, ниту пак служал војска. Тоа е првпат во историјата на САД бизнисмен, шоумен, милиардер да ја преземе оваа најзначајна функција во Соединетите Американски држави без претходно да има било какво политичко искуство, но се разбира дека сето ова ќе биде интересно за следење и за домашната американска, меѓутоа и за нас како јавност во светот, очекувајќи какви промени во надворешната политика на САД ќе донесе изборот на Трамп, од она што досега можевме да го слушнеме како пораки од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје, дека не се очекува значителна промена на американската политика, но со оглед на најавите на Трамп за големи промени геостратешки, позиционирање на САД поинаку во светот, не е исклучено да има промени, се разбира, и на микроплан во Македонија. Што се случува во моментот во САД? Втора ноќ веќе траат протести во повеќе големи американски градови, од она што може утринава на светските агенции да прочитам, протестите станали насилни во Орегон. Неколку илјади демонстранти се собрале во центарот на овој град, биле искршени повеќе продавници, повеќе автомобили биле фрлени, биле запалени огнови, полицијата морала да прогласи вонредна состојба справувајќи се со демонстрантите. Доналд Трамп на протестите кои што се случуваат не само во Орегон, туку и во повеќе други градови, иако во другите градови не се работи за илјадници, туку за неколку стотици луѓе кои протестираат. На протестите одговори преку Твитер, коментирајќи, вели, јас туку што имав отворен и поминав низ отворен и успешен процес на избори за председател, а сега професионалните демонстранти, поттикнати од медиумите, демонстрираат. Тоа е многу нефер. Со тоа ги оквалификува луѓето кои што протестираат како професионалци. Познато е дека во самата своја кампања на многу пати Доналд Трамп негативно коментираше за поврзаноста на Сорос со повеќе организирање на повеќе протести во повеќе американски градови кои се случуваа во последната година, како и за поврзаноста на Сорос со кампањата на Хилари Клинтон преку финансиските донации, меѓутоа и претходно преку неговото директно влијание врз креирањето на надворешната политика на САД. Како ќе се одвиваат работите ќе биде интересно да се следи. Процесот на избори сега треба да продолжи практично оваа мирна транзиција, тоа се вели нели транзиција на власта во САД, треба да продолжи со одржувањето на коледжот на електори кој се случува на 19 декември. Потоа следува потврдата на изборот на председател од страна на Сенатот на почетокот на јануари и свечениот чин на инаугурација на новиот американски председател на 20 јануари. Всушност до 20 јануари во Соединетите Американски држави се уште формално позицијата председател ќе извршува Барак Обама, кој пак се очекува веќе следната недела, ако не се лажам, да допатува и на Балканот во Атина.
а до тогаш Доналд Трамп ќе ги прави своите подготовките на својот кабинет. Ќе биде интересно да се види кои луѓе ќе ги избера како своји најблиски соработници, или познато е кој ќе биде потпредседател, бидејќи тој се наоѓаше на самиот белот, на самото избирачко ливче, меѓутоа сите други позиции се се уште отворени. Ќе биде интересно да видиме кои од неговите соработници со какви портфолија, со какви ставови кон Балканот, кон прашањето овде, доколку воопшто некогаш говореле за нив, кои од нив ќе бидат поставени на функции во кабинетот на Доналд Трамп, и како сето тоа ќе влие на надворешната политика на САД. Ќе биде интересно, бидејќи голем дел од неговите соработници републиканци во самиот тек на кампањата му го свртеа грбот и кумина беа оние кои му останаа лојални до крајот, така што веќе се прават одредени комбинатури, и медиумите веќе коментираат кој би можело да седне во неговиот кабинет и да биде следната прва постава на Белата куќа и креатор на американската политика. Ќе го следиме и понатаму процесот во Соединетите Американски држави. Различни експерти различно коментираа како тоа ќе влие на Македонија, дали воопшто ќе има некакво влијание, меѓутоа тоа станува да го видиме по 20 јануари.